Денес пратеничката група на Левица најавува дека ќе поднесе предлог закон за формирање на инспекторат за употреба на грбот, знамето и химната на Република Македонија и на знамињата на заедниците во нашата држава. Зошто овој закон? Веќе 27 години постои закон за употреба на државното знаме и грб, но овој закон нема орган кој го спроведува. Исто така постои закон за знамињата на заедниците и тој закон пропишува глоби, но нема институција која ги изрекува тие глоби. Практично имаме мртво слово на хартија. Во меѓувреме сме сведоци на секојдневно непочитување на државните символи, особено за време на јавни прослави, спортски манифестации и дури и официјални церемонии. Секојдневно гледаме неправилна употреба, навредлива експонираност или отсуство таму каде што законот препишува дека треба да стои. Во суштина, толку често не се почитува законот за употреба на државните символи, што веќе е и изрелативизиран без орган кој треба да го спроведува. Сето тоа директно го нарушува достоинството на државата и нејзините граѓани. Овој закон има за цел да го исполни тој правен вакуум. Со него се предвидува формирање на инспекторат во рамки на Министерството за правда, со јасно дефинирани надлежности, процедура за инспекцијски надзор и прекршочни мерки. Инспекторатот ќе има капацитет да врши надзор и над институции, и над правни и физички лица, а ќе постои и можност граѓаните да поднесуваат иницијативи до него. Ова што го прави овој предлог закон суштински е тоа што конечно дава механизам за спроведување на веќе постоечки закони и законска материја. За да биде јасно за јавност, во кратки црти, ние моментално имаме законска материја за која нема инспекторат кој ќе го следи нејзиното имплементирање. Со ова не се менуваат постоечките права, туку само се гарантира дека тие ќе се почитуваат и доследно ќе се применуваат. Символите на една држава не се декоративни елементи. Тие се израз на суверенитетот, идентитетот и колективната меморија на граѓаните кои заедно ја чувствуваат. Овој закон треба да ја зацврсти правната сигурност и еднаквост на сите граѓани пред правниот поредок. Очекуваме широка поддршка од парламентарните групи, затоа што ова не се работи за политички калкулации, туку се работи за пополнување на вакуум и враќање на достоинството на државните символи после долго време на нивно непочитување. Во име на граѓаните кои сакаат достоинствена, правична и уредна Република Македонија, време е да го направиме овој исправен чекор и да го донесеме инспекторатот за правилна употреба на државните символи. Тоа не е така. Тоа не е така, просто имаме законска материја, таа законска материја предвидува што е правилно, што не е правилно во однос на употребата на државните символи, но и јас и вие знаете дека имаме безброј инциденти со неправилна употреба на државните символи за кои немала правилна санкција, баш затоа што нема инспекторат кој ќе ја следи имплементацијата на оваа законска материја. И во суштина прашањето се поставува, дали ваква законска материја не треба да има инспекторат кој треба да ја следи нејзината имплементација просто. Апсолутно подобро ќе се заштити затоа што МВР генерално реагира на сквернавење на државните символи, а дали МВР влегува во канцелариите на градоначалниците каде што нема македонско знаме? Дали влегува МВР во канцеларии каде што имаме американско знаме, албанско знаме, француско, германско, сите знамења на светот, а не македонско знаме? Дали МВР реагира во тој случај? Не. Затоа практично треба да се формира еден инспекторат кој ќе следи доследната примена на оваа законска материја и затоа сметаме дека ова само ќе се дополни и ќе го пополни правниот вакуум кој веќе постои. Да, со овој инспекторат би следел правилна употреба и кај приватните ентитети, затоа што тие, сакам да потсетам, тие приредуваат церемонии, приредуваат настани од јавен карактер, имаат своја активна јавна дејност и при таква експонираност на нивната активност едноставно мора да ги почитуваат и законите кои предвидуваат доследно почитување на државните символи, што моментално не е случајот. И пак ќе нагласам дека
толку не се почитуваат државните символи што се изрелативизирана е нивната употреба воопшто, како да е оставено на добрата волја на поединците, правните лица и државните институции дали ќе го следат овој закон. Се предвидуваат глоби за непочитување на овој закон и тие ќе ги изрекува нели овој инспекторат. Во суштина се работи за глоби за сега, но на крај ние ќе го поднесеме во текот на неделата овој закон и ќе можете да видите подетално во тој закон.